Вчерашни дознава дека техничкиот министер Оливер му испратил отворено писмо на техничкиот премиер Емил. Од владата известуваат дека ова не е прв пат да пристигне отворено писмо. Ова не е прв пат во владата да добиеме отворено писмо. Тоа се случувало и порано и на оваа пракса мора да и се застане на патот, истакна Димитриев. Содржината на писмото не е позната, бидејќи писмото кога стигнало веќе било отворено. Од владините служби не знаеа да одговорат кој го отворил писмото, но тие се уверени дека надлежните служби наскоро ќе го расветлат овој случај. Иако сите погледи се свртени кон македонски пошти, тие демантираат дека имаат нешто со отварањето на писмото. Ние сме поштар и носиме писма од точка А до точка Ш. Сега ти види колку точки има тука. Јас не би сакал сега да шпекулирам нешто, ама тие субјекти може да го отварале писмото и... Од кабинетот на техничкиот министер Спасовски ни рекоа дека писмата се приватна работа и дека нас тоа не треба да не интересира. Сепак, по наше инсистирање, тие потврдија дека Спасовски намерно писмото го испратил отворено, за да провери колку се службите лојални кон него и дали содржината на писмото ќе се расшири помеѓу јавноста. По ова негово признание, од ВМРО испратија соопштение во кое се вели: со ова само се потврдува некомпетентноста на техничкиот министер Спасовски. Тој не е во состојба на едно писмо да затвори како што треба, а камоли да се грижи за безбедноста на земјата или да пази некој да не краде пари од буџетот. За вакви работи да не се случуваат во иднина, вчерашни разговараше со експертот кој за вас ќе покаже како правилно се затвара писмо. Овде имаме едно класично големо писмо. Под капакот ќе видите една малку потемна лента, која ќе сакате да го затворите. Кога заклопувате, вуала, писмото е затворено.